После подолговремено и поради високата бројка на новозаразени во Велес се состана општинскиот кризен штаб. Констатирано е дека состојбата во Велес е сериозна и многу полоша во споредба со февруари. Ова според здравствените власти се должи на британскиот сој на вирусот, кој што побрзо се развива и предизвикува поголеми компликации кај пациентите. На состанокот е воочено дека најголемиот ризик на заразата потекнува од угостителските објекти и затоа општинскиот кризен штаб препорачува намалување на работното време на угостителските објекти во Велес. Многу млади кои немаат симптоми лесно и брзо го шират вирусот во своите семејства и во друштвата и околината каде што се движат, без да се свесни за тоа. Заради подобрените временски услови, социјалните контакти, дружењата се почести и затоа ризиците се поголеми. Најголемиот ризик доаѓа од угостителските објекти, каде што во најголем дел се дружат младите, заради што општинскиот штаб за заштита и спасување даде мислење или препорака да се намали времето на работење на угостителските објекти. Загрижувачка е информацијата дека некои работодавачи не им исплаќале целосни плати на граѓаните кои што биле позитивни или пак биле во контакт со некој позитивен на ковид. Па затоа ова резултирало со криење на контактите, за да граѓаните одат на работното место и да земат целосна плата. Со ова се доведува загрозување на здравјето и на останатите вработени. Освен овој сериозен проблем, постои ситуација каде велешки семејства се целосно во изолација и немаат кој да им купи основни намирници за храна или пак лекови, па сами го прават тоа, одејќи во продавници или пак други објекти, при што дополнително се загрозува јавното здравје и на останатите сограѓани. Инаку, заклучно со вчерашната статистика, од почетокот на пандемијата во Велес и Велешко заболеле вкупно 3842 лица, а активниот број се искачи на 365.